Учениците кои ќе бидат во 4-то оделение следната учебна година ќе учат од дигитални книги наместо од обичните. Министерката за образование Царовска потсети дека за секој специфичен предмет ќе се користат различни извори на информации, но сите во електронска форма. Додаде дека за семејствата во тешка економска состојба ќе се печатат наставни материјали, доколку нивните деца немаат интернет или електронски уреди. Дигиталниот учебник не е учебникот кој што до вчера го имавме со милиарда факти внатре, па само напишан и ставен во PDF. Напротив, концептот на учење е да таму има примери, насочување кон истражувања, а да ученикот може да ги потврди фактите кои што треба нужно да ги знае таму. Сметам дека секој од родителите кои што смета дека нема да може неговото дете да учи електронски, ќе може да си го испечати учебникот и нема да има никаков проблем. Училиштето таму каде што имаме недостаток на финансиски средства во семејството и секако таму каде што има недостаток ќе треба да се обезбедат и електронски уреди од страна на училиштето. Детската амбасада Меѓаши проценува дека е рано да се зборува за општо дигитално образование. Според Збијанац, во овој случај учениците со тешка економска состојба ќе бидат дискриминирани кога станува збор за постигнување на знаења. Дигиталната писменост е далеку од вистинското практикување и второ, премногу време ќе се посвети пред лаптоп, зрачење, компјутер. Целосната дигитализација е целосна опасност за целосно дискриминирање на ranljivите категории на деца, тоа е едниот проблем. Потоа следуваат здравствени проблеми, па последуваат отегување и исто така што следува е занемарување на воспитната компонента. Премногу ќе се стави акцент на знаењето и на можностите тие што ги имаат условите да идат понапред за разлика од посиромашните ranljivi категории на учениците семејства. Вчера владата ги одобри измените и дополнувањата на Законот за учебници и други наставни и дидактички материјали. Измените предвидуваат учениците од 4-то до 9-то оделение и средношколците да имаат книги и електронски материјали, додека учениците од 1-то до 3-то оделение да продолжат со обичните книги.